Собранието ги донесе измените на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, со кои до 31 декември 2021 година се пролонгира рокот за поднесување барање за приватизација на земјиштето. 8 дена по објавувањето на измените на законот во Службен весник, граѓаните повторно ќе можат да поднесуваат барање за приватизација на земјиште во државна сопственост. Рокот за поднесување барање по тој основ истече на 15 декември 2014 година. Од Министерството за финансии велат дека со овој закон се излегува во пресрет на граѓаните и нивните барања. Продолжувањето на рокот е резултат на реакција од граѓани кои не успеале да поднесат барање за приватизација во изминатиот период. Согласно ова се одложува и примената на одредбите од законот, кои се однесуваат на воспоставување закуп на градежно земјиште, кое не е приватизирано. Воедно се пролонгира рокот за поднесување пријава за промена од корисничко право во право на сопственост пред Агенцијата за катастар на недвижности. Рокот за ова барање се пролонгира до 31 декември 2022 година. Сите измени на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост се во насока на подобрување на услугите на Министерството за финансии како сервис на граѓаните, укажуваат од ресорното министерство.